Почитувани, сакаме да ја подсетиме јавноста за голготата низ која минуваат притворените во случајот Пајажина и нивните семејства. Денес, 23.12.2011 година, изминува точно една година од притворањето на обвинетите во случајот Пајажина. И покрај тоа што доказната и истражната постапка се веќе поодамна завршени и при тоа се обезбедени сите докази кои се сметаат релевантни, сепак овие луѓе, родители на малолетни деца, лица со нарушена здравствена состојба и понатаму остануваат во притвор. Предупредувањата и укажувањата на меѓународната заедница и народниот правобранител за субстандардните услови во кои се држат овие луѓе, очигледно не беа доволни за власта. Животот на неколку од притвореничките беше доведен во опасност, една од притвореничките го загуби плодот, а при 3 притворенички, за да бидат пуштени во домашен притвор, најпрво мора да завршат на операција, па потоа да бидат пуштени дома. Родителите и децата и по една година се уште остануваат одвоени. Наместо радост и смеа во нивните домови. И минатите и овие новогодишни празници се исполнети со очекување и неизвестност дали децата оваа година ќе ги видат своите родители. Селективната правда и нечовечкото однесување на власта ги казнува најмалите и најмилите. За власта, мерката притвор, наместо како средство за обезбедување, служи како мерка за одмаздување и казна. Спроведувањето на скапити и крајно наметливи кампањи од страна на демохристијанската ВМРО ДПМН, кои подразбираат зголемување на семејството и раѓање на трето дете, очигледно е дека биле само ефтин популистички трик и куп лаги со кои со цел заработување на политички поени, но на маката на народот. Може јас да поделам од организаторите, да. Одине. Да. Значи, во името на жените пратенички од опозицијата, сакаме да апелираме на хуманиот аспект на мерката притвор да се замени со поблага мерка на обезбедување, односно со домашен притвор. За да сватите колку е сериозна работата, сакам да ви кажам дека во притвор цела година се осумина луѓе. Еден од нив, од Келија, го однесоа во операциона сала и го оперира, му извадија туморозен израсто колку тупаница. И замислете, повторно го вратија назад во Келија, со образложение дека може да преживее во Келија. Ова е страшно што ни се случува. Апелирам и за керката на Велија Рамковски, Емил Рамковска, веќе утврдија дека е болна од астма. Слушнавме за другите притворенички што им се случуваше. Апелираме мерката притвор да се замени со поблага мерка на обезбедување со домашен притвор. Да, Мазис. Кој? Можете. Да, може најчевска повеле. Јас како експерт за човекови права, меѓутоа и како правник можам да кажам дека луѓето од Пајажина, меѓутоа и многу други луѓе кои што се наоѓаат моментално во притвор, се во притвор спротивно на законот, спротивно на правото и спротивно на елементарната правна логика. Меѓутоа, како најодговорни за оваа ситуација, јас не ги сметам оние кои што се моментално во власта. Ги сметам јавните обвинители и судиите, кои што на овој начин го изгубија и она малку кредибилитет кој што го имаа досега кај граѓаните. Мазис Рамковска. Јас сакам да ви покажам една слика лани пред Нова година, колку беа среќни овие деца. Китеа Елка со мајката заедно и со поголемиот брат, колку се среќни. Им се одзема, значи, правото
ова година, како и прошлата година, ова детенце само 2 години имаше. Кога ја затворија мајката, легнаа навечер со мајката, утре са бајле, мајката ја немаше. До ден денес. Ја не прашувам, мене ми е јасно и мотивот и целта, све ми е јасно. Зошто е ова? Нив кој ќе им одговори. Нив. Зошто мајката нивна ја нема со нив? Нив кој ќе им одговори. Само тоа имам да кажам. Нема потреба повеќе да кажам и да се потресувам повеќе. Доволно сум потресена. Дарко Иначе Перушевски. не знаат и ако им кажеме, не знаат. Да. Само си се прави како Види јавноста. Значи јас исто така би сакала да апелирам за разум. Навистина, 1 година во притвор за возрастен човек, за сопруги, за сопрузи е навистина премногу. Меѓутоа 1 година во притвор и 1 година без можност 2 девојчиња од 8 и од 5 години да се видат со таткото е навистина премногу. Значи за Дарко Перушевски не постои ни една објективна причина повеќе да е во притвор. Простете што сум толку емотивна, меѓутоа премногу е ова што ние поминуваме. Не сте извинете.